Здраво, дечки, како сте? Јас сум Стефан и добро дојдовте назад во Minecraft преживување SMP втора сезона. Се надам дека конечно ќе можеме да се вратиме во распоред со епизодиве, барем една епизода неделно. Најпрво во оваа епизода сакам конечно да ја довршам оваа проклета зграда. Бев да копам off camera, собрав прилично многу диаманти, ќе земам 4, бидејќи не сум сигурен колку Симона наплаќа за конкритот. Сакам да земам и конкрит и патиштата веќе да ги направам. Па најпрво да тргнеме до спаун, да земеме wool и да земеме конкрит. Ми треба сив конкрит и бел конкрит. Оваа епизода мислам дека конечно му дојде времето на недерот да го средиме, па тоа ќе го направам после зградава и нема више вака да е гадно. За во спаун немаме некои си нови апдейтс, дури го немаме ни средено, само на кој му треба дрва доаѓа тука и ги собира. Исто така и овдека на островот кај шоповите. Некој да не си изложил да купи нешто. Знам дека ми е ставено голд, но за diamond продам и им кажав, бидејќи на сите currency има диаманти, зашто да не и мене. Супер Марија го ристокнала шопот. Ќе земам 2 стака wool, тоест 4 стака wool за 2 диаманти и ајде да видиме Симона за колку прода. 64 конкрит или 64 теракота, 1 диамант, ќе земам 2 стака. Мислам дека само јас сум единствен што троши диаманти на вакви глупи работи што може да се соберат, но барем не го трошам времето за да ги собирам. Еве сум дома и мислам дека во мене се скафолдингот. Веќе почнав да го правам патот со мој илегален конкрит, не го купив од Симона, не знам дали ова е доволно. И конечно да завршиме. Можам да направам уште 3 спратови од фармата, тоа ќе го направам off camera бидејќи е многу досадно. Супер, сега да осветлам и тоа е тоа. Конечно, упс. Не. не. Готова е зградата. 38, 2 ми фалат. Тие две се сигурно некаде горе. Немам начин како да ги земам. Ова е неверојатно раскрсница, тоест е раскрсница и неверојатно ќе треба вака да направам. И тука најдуваме на раскрсница што е проблем. Не знам како го направив овој дел со по едно гјап. Вака. Па пак вака. Ама и пак имаме тука раскрсница. Зошто волку раскрсници има? Не знам како е ова рачунато. Па тоа окей. Јас изгледа сум мутнал во математиката со мостот. Вака треба да е. И тука веќе погоре одиме? Да. Па ваков ќе биде цел пат најверојатно. Тука бела линија и тука затвараме. И снема веќе конкрит, што е лошо. Не знам како ќе ги направам раскрсниците бидејќи на секаде ги има. Па сега ќе одам во недерот, ќе го средувам барем цидовите бидејќи немам силтач за да ставам пектајс на земјата. Па тоа ќе го гледате во форма на таймлапс, така да уживајте.
Еве сме назад, пробав колку можам толку да го средам недерот. Немам веќе ни еден стак Deep Slate, треба да одам да копам да соберам за да можам да го довршам останатиот дел. Како што гледате, има апдейт на мапата, го проширив овој дел малце и работев на патот. Има уште еден апдейт. Само да не гледам каде се крши мапа, не ми треба овој дел, овој ми треба. Ете го, среден е и мислам уште овој дел. Среден е патот до некаде, барем овој дел што е на копно. Полека ќе почнеме вака и со мостот. Исто така и од оваа страна направив како влез, конечно. И ќе треба да почнеме да средуваме и наваму и па вака низ целото околу езерото, па потоа ќе почнеме и на езерото да правиме. Сега сакам веќе да почнам да се селам во новата куќа, бидејќи предолго веќе останав овдека. Па најпрво нешто што можам да спакувам е enchanting table-от. Имам силтач на лопатата, затоа со лопата ги кршам bookshelf-от. Не сакам да си правам непотребни трошкови со дрва. Enchanting-от ќе стои кај прозорите на едниот крај, додека на другата страна ќе биде brewing stand и сите работи што ќе се користат за brewing. Уште го користам ова како влез, бидејќи немам нормален пат за како да стигнем на другата страна, што е нормална брзина, не треба пола сат за да скружам од околу. Ова е внатрешниот дел, малце пробав да го средам аквариумот. Не ми се допаѓа нешто многу, но уште сме на почетокот. Од оваа страна, еве го излезот, можеме вака да искочиме и веќе овдека да почнеме да градиме некој фарми, нешто да градиме на таа страна. Додека бев од таа страна, гледав како можам да го искористам и некако овој дел, па мислам дека тука може да направам како една малечка тераса. Честовите ќе бидат тука, а овој дел furnaces. Уште скалите не сум сигурен дали ќе ги правам вака околу аквариумот или некако, или пак ќе си остане скалата таму во ќош. Се мислев дали да направам како втор спрат овдека, бидејќи високи цидот многу. Од прилика овдека некаде би имал скала и кога ќе се качам, втор дел на честовите ќе можам таму да ги проверам. Вака да дојде и овдека некаде ќе спуштам или на другава страна. Или пак вака со аквариумот да можам да го спојам. За вака да дојде некако. И скалата да биде овдека. Честовите најверојатно ќе бидат во зид, бидејќи како ги ставам тука ќе го изгубам просторот за поминување од овде. Тоа најверојатно нема нешто многу да го користам, бидејќи од оваа страна многу влегувам и излегувам. Па и најверојатно овдека само еден блок ќе биде доволен за поминување ако ептен се брзам нешто да направам. Па можам да земам сега честови и да видам како ќе изгледа вака честовите од надворешна страна Iron Trapdoors. Ќе имам премногу честови овдека, па и мислам дека ќе го скршам овој ред. Нема да ми треба баш. Најверојатно ќе ги вградам барем горните честови во зидот, бидејќи сега ми текна на овој дел, а не сакам да го проширувам уште бидејќи премногу ќе ја затвори совата тоа. Подот Dark Oak, зидот ќе биде random pattern од Birchwood и ова ќе биде random pattern од Birchwood. Овдека горе можеме да ставам glowstone, бидејќи немам никаков light source овдека. Треба да земам и Birchwood, премногу работи треба да земам. Мислам дека има овдека надвор Birchwood, што можам да го исечам и да го искористам. И онака овој дел треба многу да се чисти, барем да го искористам додека е тука. Сега ќе го средам овој дел на куќата, ќе ги преместам честовите, ќе ги организирам. Тоа е предосадно нешто да се гледа, па ќе се вратам кога ќе завршам со тоа. Еве сум назад, конечно се преселив. Не можам да ги доправам тие честови. Овој долен ред е пола blocks, пола items. И ако се качам овдека горе, тука изгубев многу работи од овој чест, бидејќи ми се диспамна, пребавен бев. Тука овие два реда ќе бидат за вакви работи, потоа храна, овие два реда. Овој цел ред ќе биде диаманти и вакви работи, и наму веќе празно овдека имам tools и тука enchanted books. Сега сакам да направам armor stand за да ставам овдека во дуплио, бидејќи тие се направени за тоа. Па на земјата сакам да ставам голд блокови за да изгледа поубаво. Зидовите ги направам исти како овие зидови. Па за тоа strip birch и некаде треба да имам обично birch. Ако успеам да го најдам, можам да ги земам и стерсот, бидејќи тие ги ми требаат исто. И glass panesот. Ево го birch.
најрандом ќе ставам некако уште малку ми остана за да го доправам ова. Ево што овој ред. Вака. Ставив да се пече cobblestone за да добијам stone, кој сега треба мислам да го печам пак за да добијам smooth stone. Бидејќи armor stone се прават со smooth stone slabs. Арморите се наоѓаат доле кај спаунерот, бидејќи сите се дропови од скелетони. Ми требаат 5 armor stands. Овој дел ќе бидат stairs. И да одиме сега да го земеме арморот од скелетоните. Го средив овој дел, не знам дали ви покажав мајнот, имам скали на секаде, средив цитовите, осветлено е, само уште кровот остана. И овдека некаде треба да се наоѓа спаунерот, тој дел го оставив со cobblestone, за да се познава и тука е влезот. Тука мислам дека имам chainmail, gold и leather armor, да. Ке треба да направам iron armor, тоест мислам дека го чувам од стар iron armor и ќе ми остане уште диамантски армор, кој ќе почека. Најверојатно ќе биде leather chainmail, diamond, gold iron. Па, ајде да ги наместиме. Chainmail. Упс, зашто ми се менјаат? Не знам зашто ми се менја. Најверојатно ако го немам веќе во инвентори нема да ми се менја. Добро, тука ќе биде gold armorот. Тука ми остана уште chainmail chestplate-от. Можам веќе да ги затворам овие. И да го земам iron armorот. Или да го доправам, бидејќи мислам дека го немам full, сум го имал. Вака. И во средина ќе треба диамантски армор само да направам. Сега ќе одам да собирам материјали, бидејќи сакам да направам едно минигейм. Кажав уште во претходната епизода како сплив ќе биде со тие лили падзот. Па ќе одам да присоберам неколку такви лили падс и ќе се вратам. Еве сум назад и ајде веќе да довршиме таа мини игра. Па имам во мене премногу стака stone brick, нема да ми требаат толку и имам 5-6 стака big trip leaf. Најдов начин како да ги фарбам само со bone meal, го растежи и потоа го кршиш. Некако нема да ми искочи минигеймов како што сакав, бидејќи сакав да има неколку левела, бидејќи обичен сплив има толку, но не можам да ги стакнувам на повеќе левела drip leafsот. Но исто така и бидејќи се регенерираат, мислам дека и доволно ќе биде само да има еден ред. Па, ајде да одиме во спон, таму ќе ги градиме сите минигеймс. Имам веќе одредено место, имам одредено колкава ќе биде играта. Ќе користам stone brick, потоа ќе соберам мост, ќе ставам и неколку mossy stone, vines, за да изгледа поинтересно. Минигеймот ќе биде овдека, веќе измерено е се, обележано е, само треба да почнам да градам, па направиме неколку стака stone brick. Ќе почнам најпрво со вака полека вака да ги менувам блоковиве, бидејќи не сакам формата да ми се измести. И сега како ќе има тука многу тераформинг, бидејќи е на многу глупо место, некако ми се падна спаунот. Ни се погоди само тој остров таму што за шоповите. Можеби всушност требаше тој остров да го користиме за минигеймс, но подобро вака во спаун да имаме поише простор. Влезот на минигеймов ќе се наоѓа горе, бидејќи сите треба да почнат на листовите горе, а истото ќе биде овдека доле. Можам да ги дигнам зидовите барем 3 блока сега за сега, потоа ќе одам и уште погоре. Не знам точно во која форма да го градам овој дел. На оваа висина ќе се наоѓа влезот. И до оваа висина ќе бидат всушност drip leafsот. А излезот ќе биде овдека доле. Вака. И сега овдека ќе ставам stairs. Ова е излезот. И сега треба да најдам начин како да ги ставам сите drip leaves, за да бидат свртени кон ист. Па вака сигурно нема, бидејќи не ми се допаѓа како е анимацијата. Вака.
Можем од оваа страна да ги направам така да паѓаат, а од другава страна па обратно. Па можем и од оваа страна вака да ги свртам. Не сум в бонмил, мислам. Дали ќе можам вака да ги растам? Не можам. И вака ќе биде интересно кога ќе трчаме. Сега доека се скружил еден круг, тие веќе се регенерираат. Ќе трае долго една партија, нема баш да трае долго кога ќе бидеме 3/4 внатре и сите дрипливс ќе бидат спуштени надоле. Вака, едно, вака. И ова во средина, можно и празно да го оставам. Сега ќе треба да земам премногу боммил, за да можем да ги израстам до таму до горе. И потоа да направам начин за како да се качиме горе. Па сега ќе го градам тоа, вие уживајте во ова таймлапс. Па, тоа е тоа за оваа епизода. Се надам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, не заборавате да ставите лайк. Овкема ќе го довршам ова и се надам дека во наредната епизода ќе ја играме. Па, се гледаме тогаш. Чао!